Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. СДСМ целосно го разобличува начинот на ширење на лажни вести и дезинформации од страна на кујните на ДПМН и медиумите под контрола на Орбан. Нивните црни кампањи против опозицијата, јавниот линч врз председателот Филипче се базирани на лаги и дезинформации. Денеска ќе покажеме уште еден еклатантен пример како се злоупотребува медиум за да се шират дезинформации. Порталот Република објавува вест со наслов, цитирам: "Притисокот на Филипче врз Република стигна до Брисел." Во текстот стои: вестникот Brussels Morning објавува текст со наслов "Проевропска партија само декларативно. Болшевичкиот пристап на СДСМ кон контролата на медиумите", во кој се критикува притисокот и односот на опозицијската партија во Македонија кон новинарите, чии наслови ги нарекува токсични. Ова е чиста лага. Вистината е следна. Објавениот текст не е став на Европската Унија. Не е став на вестникот Brussels Morning, ниту на било која европска институција или европски медиум. Станува збор за лично мислење на автор кој е новинар на Република. Значи, Република МК си цитира свој новинар, а го објавува како меѓународна реакција и потоа го продава на јавноста како осуда од Брисел. Ова е организирана дезинформација, класична фейк ньюс. Не само што 3 дена пишуваа за ова, туку истиот новинар потоа направи и подкаст на истата тема со својот текст со наслов "Што велат медиумите во Брисел". Еве на овој начин континуирано се шират дезинформации, говор на омраза, се пласираат невистини и фабрикуваат скандали насочени кон СДСМ, кон председателот Венко Филипче. А се води и анти-ЕУ кампања. Само во последната година, преку анализа и хроника на СДСМ, беа документирани и објавени над 1000 текстови и наслови од медиуми блиски до ДПМН, со дезинформации, фабрикувани афери и неосновани напади. Се е јавно, проверливо и документирано. СДСМ нема да дозволи медиумите под влијание на Орбан да ја трујат јавноста. Оваа злоупотреба доаѓа токму во момент кога СДСМ јавно ги разобличува мрежите на дезинформации и медиуми под влијание на унгарскиот модел на Виктор Орбан, модел кој ДПМН отворено го копира. И тука е суштината. Овие медиумски групации и структури на Орбан во Македонија служат како политичка алатка на ДПМН. Ова е мрежа на авторитарни влијанија кои ја оддалечуваат Македонија од Европската Унија, а притоа ја поткопуваат медиумската независност.